Предадени се пратеничките листи во албанскиот електорат. По долго време оформени се два блока. Едниот од досега супериорните интегративци, вториот со окрупнување на досега резистентната опозиција. Во меѓувреме печатите на Алијанса на албанците остануваат кај Зијадин Села, кој успеа да го авторизира своето учество во формирањето на оваа партија. Со оваа одлука Арбен Таравари, засега заминува во таборот на опозицијскиот дел. Невообичаено воскреснате Арбен Џафери. Но овој пат со само прогласување на Али Ахмети, дека е новиот Арбен Џафери. Во студиото на Трилинг вечерва Мендух Тачи, основач на Демократската партија на албанците. Господине Тачи, како вие го доживеавте поистоветувањето на Али Ахмети со Арбен Џафери? Сложувам. Господин Џафери е познатиот интелектуалец албанец од Македонија, кој се врати 93-та. Ние како генерација, и господинот Ахмети, сигурно таа генерација, во тоа време и во поранешна Југославија имавме огромно незадоволство од позицијата на албанците во системот и во таа држава. Истото незадоволство продолжи и после, кога се отворија демократските процеси, а тоа беше повише физиолошко незадоволство во млади години, налет. Доаѓањето на Арбен Џафери тука, тој контекст на биолошко незадоволство, првин го вметна во филозофски аспект на толкување на незадоволство и понатаму во правни барања на овие незадоволни луѓе, мислам на албанците. Иако многумина мислат дека господинот Ахмети го направи тоа као личен рейтинг или негови политички поени, тоа е направено во договор со мене. Не само за господинот Џафери, туку и за многу луѓе, албанци, кои цело време во Македонија и поранешна Југославија сака со нивното политичко дејствување да ја подобрат позицијата на албанците и во поранешна Југославија и Македонија. Он таа вечер ги спомна и првиот председател на ПДП, господинот Невзат Халили, па другиот председател, господинот Имери Мери и така натаму. Во тој смер така го разбира и го поддржувам тој начин на објаснување на поновната историја на албанците во Македонија. Како Мендух Тачи се најде под капата на Али Ахмети? Сега сте на иста страна со Али Ахмети и Зијадин Села. Истиот тој Зијадин Села, кој ви сврте вам грб, па формираше своја партија. Што е она што сега одеднаш ве обедини? Има многу работи. Нормално во оваа емисија нема да должам многу, не сега ни за вас, ни за јавноста да бидам досаден. И животот и политиката не е суштината во нон-стоп војна или нон-стоп политичка битка, како што викат американците, има моменти на битки, има моменти на мир, на помирување меѓу луѓе. И ако се сметам еден од најжестоките политичари во политичките битки, секогаш сум внимал тие битки да не станат лични обрачуми, да не направам лични или персонални проблеми со луѓето. Сега кога го гледате, мислите дека тоа баш сега се случи и како толкуват другите што не мислат како нас, поради лични интереси, поради страв на губење на избори од страна на Ахмети. Ова соработка е од пред 20 и нешто години, само ќе ве наврачам на Пизренскиот договор кога се договоривме како партија. Тие во тоа време како герила продолжуваше со соработката за Охридскиот договор, кулминираше во Пржинскиот договор, каде, мислам, многумина од граѓаните не знаат дека главниот столб на успешноста на Пржинскиот договор е
господинот Ахмети и јас. Во тие моменти беше многу тешко да ги донесеш да седнат СДСМ и ВМРО кои беа у многу конфликтна ситуација. Главната причина сега зашто одлучив да одам во овој смер на помирување и на договор е, според мене, опасноста на ситуацијата во која се наоѓаме. Ние више сме во смер на интеграцијскиот процес, тапкаме на место година и повише. Тоа конфликтот или агресијата на Русија кон Украина ја направи ситуацијата уште посериозна и уште поопасна, не само од смер на мешање на Русија во Балканот, туку и во друг смер, што малкумина луѓе зборат. Во тоа многу се плашев од ние ќе губиме во значајноста кај нашите меѓународни партнери, како што се американците, европјаните и НАТО. И во тоа ситуација мислев дека ќе бидеме многу смешни играчи пред нашите луѓе, пред нашите граѓани, ако се тепаме за мали работи. Главната причина беше ова. Уште една причина има во тоа. Мене многу ми сметаше последното политичко позиционирање на македонската опозиција во врска со речникот, што почна да го оживаат речникот од 90-ти години. Зборот ми е за ВМРО ДПМН и за другите опозициони партии, као што е Левица и другите. Тој речник ме подсеќа на 90-ти години и таквиот политички речник мислам дека треба да добие јак политички одговор од страна на албанците. Иначе рейтинзите покажуваат дека тие се можните победници и нивната намера би била, ако се победници, да не разговарат, да не се договарат со победникот кај албанскиот политички кампус. Мислам дека тоа е една опасна ситуација, кога вие имате во влада, кога во раководството на државата имате нелегитимни луѓе. Господине Тачи, во суперлативи зборувате за Али Ахмети, но вие во една прилика велите Али Ахмети е предавник и изнајмен убиец, додека ДУИ е конгломерат на сите антиалбански интереси. Коментар наврилив имате и во делот на досегашниот ваш сопартиец, сега лидер на Алијанса на албанците, Зијадин Села. Дали ова ваше обединување всушност значи дека политиката, а не националните интереси, преовладувале при носењето на ваква една одлука? Да, и тие ги сметам за политички дисквалификации. Ќе се обидам да одговорам на вашето многу точно прашање. Јас тоа сум го рекол. Мислам дека кога работите ги вадите од контекст, изгледат глупи. Апсолутно се сложу. Кој е мојот не е оправдување, туку толкување. Првин, би сакал јавноста да не заборава дека ДУИ влегува во политика како бивша герила. Бивша герила кога влегува во политика, мисли дека оние се закон, оние се морал. И треба да се најде опозиционен лидер и опозициона партија која нив ќе ги дисциплинира. Која е главната задача на опозициониот лидер? Да се бори со сите средства против владината структура која, додавам уште еднаш, е бивша герила. И во тоа борба, под наводници, лидерот на опозицијата треба да биде бескрупулозен за да ги дисциплинира. ДУИ 2024 и ДУИ 2002 имат огромна разлика. Во текот на разговорот споменавте дека ДУИ, предводен од
овој блок кој го формираше Али Ахмети, ќе победи меѓу другото на изборите. Но не важи повеќе правилото победник со победник. Ако е тоа така, дали тоа значи дека во вториот круг од претседателските избори гласовите кои ќе ги освои Бујар Османи ќе завршат на контото на, не знам, на контото на Гордан Сијановски или можеби на сметка на Стево Пендаровски? Никако во првото што го кажавте. Гордан. Стево Пендаровски сите заедно ќе одлучиме, на главниот збор ќе го има господин Ахмети. И не можам ја сака сега точно да ви кажам. Но луѓето не можат, не треба да заборават дека ние сме сите дел од сегашната коалиција, од сегашната влада и од владата последните 7 години, кој немаше толку многу резултати на ово интеграцијскиот процес, успеавме државата да ја однесеме во НАТО, што е голема заслуга. Епа сега, мислам дека ќе биде интересантно. Ако ВМРО ДПМН не ја променат оваа реторика према албанците. Видите, има еден трик тука. Многу очигледен трик. Се збори за дуи, као дуи се вакви такви, а ние сите знаеме дека тоа се збори за албанците. Зашто ова го кажам? Затоа што ако дуи била коруптирана партија, што да ви кажам за нивните другари или сопартици кои помина низ тоа што помина. И мислам дека на 24 навечер ВМРО и господинот Мицковски ќе се потрудат да го променат речникот и пристапот кон албанците и пристапот кон интеграцијскиот процес, а мислам дека тоа може да биде касно. Албанскиот електорат повторно, Ахмети ги, кај албанскиот електорат повторно, лидерот на ДОИ ги популаризира големите теми и геостратегии. Дали е тоа последниот обид на интегративците да ја дефокусираат јавноста од крупните домашни проблеми и она што можеби боде најмногу се заговара како проблем во државата, тоа е корупцијата, криминалот, институционализирањето, поточно дуизацијата на институциите. Но ово прашање, делимично точно, тоа прават партиите кои се на власт во влихот внимание во големи теми, но ако не сме во ваква реална ситуација, тоа е голема тема. Интеграцијскиот процес за Македонија е генералниот имунитет на ова држава. Ако не постои интеграцијскиот процес, ние сме на милиметар од растурање на ова држава. Немој некој да се лаже дека ние албанците сме задоволни со оваа ситуација што ја имаме. Пазите да ви кажам нешто. Ја нема никогаш да станам дуив. И никогаш нема да мислам како господинот Ахмети. Иако сме ние во коалиција. Ќе ви кажам детал. Господинот Ахмети и Дуи цело време викат дека албанскиот јазик е службен. Не е точно. Добро, господине Тачи, зошто тогаш во последниот период се акцентира и доминира темата околу етнизација? Председател албанец, премиер албанец. Затоа што ние сме станати на место со интеграцијскиот процес. Тоа е големата идеја и големата надеж за сите нас. Иначе да се направат такви компромиси од страна на албанците, нас да не ни се овозможува ние да го култивираме нашиот идентитет, кој е јазикот. Никој тоа не би го трпал. Да се осврнеме малку на корупцијата и на криминалот. Тоа има. Колку успеа државата да се бори со тоа е голем прашалник, но никад не би се сложил дека Дуи би биле главните што се во тоа корупција. Затоа што за тоа стои дека албанците се тие што прават. Ве молам, не е баш така. Ако вие ги гледате институциите последните 30 години, албанците се на маргините на 5 или 7%. Или на 10%.
Тоа е генерален проблем на сите што се тука. Ја мислам дека албанците разбреа оти со формулацијата, пазите, истиот речник го има условно речено албанската опозиција. Па се молам. Па и тој изет меѓути, нели некој 12-13 години познат по тоа урбана мафија од Шаје што направи хаос од тој дел на град, на главниот град. Нели господинот Таравари, градоначалник кој успеа €1.000.000 куќа да купи у Скопје, што ние другите не успеавме. Нели господинот Билјал Касами успеа на тетовчаните да им донесе сметка последниот месец 3 пати поголема цифра на сметка. Мислам дека речникот што го употребува ВМРО ДПМН, истиот речник го употребува албанската опозиција, кој ама баш ништо немаат врска со политиката и што се случува моментално. Тој речник што се употребува е антиалбански речник. Не можам толку равнодушно да ги гледам ситуациите, која гледам дека кој Милошевиќ никогаш не кажал албанците. И Милошевиќ исто кажал. Ругова, Хашим Тачи, Харадинај, групацијата, терористите, не се сите албанци, има добри албанци. Нема више така. Има албанци што добиват легитимитет и вие ќе си морате со нив да се договорите. А не да произведувате албанци кои беа први на листа на СДСМ последните избори, во изборна единица 6, и да викат овие се представници. Која е логиката, ви се мола? Да оставиме етникум, албанци, која е логиката на ВМРО ДПМН кој помина 8 години опозиција, знам, свесен сум, ги гледам, тешка опозиција, и да кокетират со човек што беше носител на листа на СДСМ. Кој, каков морал е тоа? Значи, лажги од двите страни. Наискрено ви кажам. Господине Тачи, се уште сте на американската црна листа? Каквата црна листа? Зошто јас сум на црна листа? Ве прашав дали сте се уште на црната американска листа? Па не знам, дали вие знаете дека сум? Зашто сум ја на црна листа, знаете? Дали вие знаете? Не, вие кога ме прашувате, треба да знаете зашто сум. И да им кажете, ако ја кажам, ќе кажат се брани. Отворите, прочитате зашто сум ја на црна листа. Дел од јавноста после низата... Se мола, не можете вака. Добро? Отворете и сите што ќе слушат од интервју, ќе отворат и ќе видат. Јас сум под забрана на виза, поради тоа што моите јавни изјави радикални се и оспоруваат имплементација на Орински договор. Така? Така? Или не е така? Јас прашувам, не давам одговори на... Знаете што, не можете да прашувате и да ме ставите ист кош со овие што ги стават у црна листа. Немојте тоа го правите, не е фер. Не е фер. Отворете вие, Мендо Тачи, ќе читате ова. Не е фер такви финти да ви правите. Вие сте исто како овие. Не. Прочитајте во емисија што пишува тука. Поради јавни радикални изјави. Ништо друго. И тоа е сосема нешто друго. Со храброста на Заев се затвори спорот со Грција околу името, се отвори патот кон НАТО, но Заев го нагрби товарот со квалификацијата за национален предавник. Сега се релативизира членството во Алијансата. Преговорите со Европската Унија никако официјално да ги отвориме поглавијата поради спорот со Бугарија. Дали, освен уставните промени и решавањето на проблемот со Бугарија, односно надминувањето на разликите со Бугарија, ќе бидат главниот приоритет во барањето и услов за коалицирање при формирањето на идната влада. Што доколку, например, вие, говорам, вашиот блок, предводен од Али Ахмети, освои повеќе пратенички мандати, а хипотетички ВМРО ДПМН победи и одлучи
во коалиција да го земе опозицијскиот албански блок предводен од Меджити Касами Таравари. Тоа што го реков за Заев, го рековте Заев, нема ништо да... Сите ние имаме заслуги за тоа што кажат, но он и ги има главните заслуги. И мислам дека тоа нема да се заборави. Во политички контекст, во дневна политика се заборават тие работи, но членството на Македонија во НАТО историски никогаш нема да се заборави. Никогаш нема да се заборави дека господин Заев бил премиерот и господин Заев го држал најголемиот товар на тоа што се случи. Второ, од прилика ви одговорав, ние би посакували да имаме многу добар резултат. Тоа сепак од граѓаните зависи и ние да одлучуваме. Ако ние стигнеме до бројка 30 пратеници, зборам за Европскиот фронт, мислам дека сме многу блиску да ние одлучиме со кого ќе формираме новата влада. Со СДСМ или со ВМРО. Другото, работиме многу, мако трпно, ги убедуваме албанците дека би требало лажната албанска опозиција да зема многу малку гласови. Пожелно би било тие да бидат на цифра на 20-3 пратеници и со тоа ние би оневозможувале на ВМРО да си ја игра играта што ја сака. Може и тоа што вие го кажавте да се случи. Они да земат 4-5 пратеници и ВМРО да ги зема како дел на власта, ако стигнат до тоа бројка на... Иако не верувам во тоа. А Ерлија, ако мислат дека можат да држат влада со екстремно малцинство на албанскиот електорат, нека име Айлија, но тоа ќе произведува многу потешкоти. Мислам дека ќе произведува огромна политичка криза. Ние, како победници, нема да ги гледаме како заљубljeni пар и ВМРО и овие двојца-тројца, туку политички ќе действуваме. Се надевам, не се надевам, сум 100% сигурен, дека меѓународната заедница, поготово Европската унија, ама баш нема никаква причина да толерира таков начин на пристап. Главната задача наша на новата влада е уставните промени. Ако тоа не го правиме, мислам дека јалово е да се мисли дека нешто друго ќе се прави. Рано е на 24 навечер сите тие што претераа со нивни изјави, било од националистички аспект или друг, мислам дека ќе ја затнат муцката и ќе пазат до парламентарните избори како ќе се понашат. Иначе се знае дека ние ќе победиме, се знае. Предпоставки се дека ќе победиме во претседателски избор. Огромна разлика ќе има господин Бујар Османи. Што мислат дека ние нема да у вториот круг да одлучуваме за кого ќе бидеме, кого ќе поддржуваме. Мислам дека малку работите ќе бидат појасни после 24. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Мендух Тачи, интервју со него во ово издание на Тренинг. Кратка пауза и продолжуваме понатаму.